Здраво, драги пријатели, добродојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на една од најдобрите, можеби, теми и најпопуларна ќе биде за барем во машката популација, а тоа е темата за пиво и дали реално пивото може да направи пивско меше. И зошто многу од луѓето пивските мешиња, односно оние мешиња кои што го преливаат помеѓу, мислам, преливаат после кајшот, после можеби фармерките и така натаму, се нарекуваат пивски мешиња, од каде е таа конекција на пивото и мевовите кои што ние мажите знаеме да ги искреираме на долг рок. Прва работа, сакам да ви кажам дека многу од луѓето кои што се фокусираме само на еден производ или нутриент како клучното зло за одредена појава, во случајов меше, е многу погрешна, затоа што вие било и што да земете на светов и најздравото нешто, не знам, еве земете банани. Ако вие се фокусирате само на банани како нешто што е здраво и го јадете константно и изедете 20 банани у текот на денот, повторно ќе имате пивско меше, само што нема да го наречете бананско меше. Друга работа, ако можеби претерате со чоколадо и секој ден конзумирате огромна количина на благо и чоколадо, повторно ќе се појави меше, кое што е резултат на подкожните масти кои што нашето тело ги креира. Друга работа се повторно, не знам, земете сок или било кој друг пијалок. Значи не се работи за производот, пијалокот или не знам одреден нутриент кој што ќе предизвика толку огромна разлика кај нас. Пивото ако го земеме, како пијалок има во, не знам, 0,33 од прилика едно мало шишенце или чаша, имате 150 калории. И 150 калории ако ги земеме и како калориска вредност не се воопшто многу. 150 калории имате во многу други производи кои што и се здрави. Дури некои од здравите производи имаат и повеќе калории. Проблемот со пивското меше и проблемот кој што ние луѓето по автоматизам го поврзуваме со пивото е всушност тоа што ретко кој од нас прва работа која ќе седне ќе испие едно пиво. Повеќето од нас ќе седнеме и ќе испиеме можеби 5 пива. И тоа е повторно најмалиот проблем, затоа што 5 пива ви се, не знам, 5 по 150 ако земеме се 750 калории. 750 калории пак не се премногу ако ги земеме како калории и воопшто не се премногу ако тоа се случи за викенд. Но што се случува кога ние практично ќе почнеме и ќе испиеме повеќе од 2 пива? Кога ќе испиеме повеќе од 2 пива, најголема е веројатноста дека ќе биде и трето и четврто и пето. Од друга страна, кога ќе испиеме трето пиво, голема е веројатноста дека покрај пивото ќе изедеме и можеби у најмала рака некои јатки, кикирики, али најголема веројатност ќе биде за пица, крилца, поховани работи и така натаму, кои што ќе донесат уште многу калории. И на долг рок луѓето кои што можеби на редовна основа пијат пиво, тоа значи дека на редовна основа ќе доконзумираат уште неколку работи заедно со пивото, односно заедно со неколкуте пива, и тоа ќе значи дека на редовна основа ќе имаат вишок на калории секојдневно, и тоа ќе значи дека полека телото ќе почне да складира масти, а ние мажите имаме најголема тенденција за складирање на масти во пределот на стомахот, и затоа на долг рок се создава тоа меше. Но тоа пак ќе речам, не значи дека е пивско меше и не значи дека пивото е криво за тоа меше. Она што е дефинитивно криво за тоа меше е континуитетот кој го правите на нездравите навики. Лично и јас за себе, ако зборувам, значи јас сум човек кој што исто така би рекол како што правилен начин на исхрана, физичка активност ми се животен стил и алкохолот ми е животен стил. Од 7 дена, јас 4 до 5 дена конзумирам алкохол. Дали е тоа можеби на крај на денот или за ручек, ако тогаш го завршувам мојот работен ден, знам да испијам можеби некоја 1 до 2 чаши вино или 1 до 2 чаши ракија или 1 до 2 чаши пиво, што повторно не ми прави никаква разлика и не ми прави проблем. Можеби ми прави проблем за да имам сикспек и го немам и најверојатно не знам дали ќе го имам некогаш, но дефинитивно пивото не е виновник за пивското меше, туку е виновник континуитетот и сето тоа што ќе дојде како дотур, односно мезе заедно со пивото. Така да, дечки, пиво слободно пите, 1 до 2 пива се супер, па дури и да ги имате во континуитет, но внимавајте на остатокот од исхраната и ако имате исхраната со добар поедок, редовни оброци, доволно вода и 2 пива на крај на денот, најверојатно и нема да имате некој голем проблем. Така да за оваа тема имам толку да кажам.
Се надевам дека некој од вас го направи среќен, се надевам некој од вас дека го направи свесен. Како и да е, ви посакувам здрави животни навики, ви благодарам за вниманието и имајте си убав ден. Чао, чао.